Пред денот на цивилната заштита 20 јуни дојдовме во Дебар да ги видиме постигањата на планот на цивилната заштита. Но пред тоа, другар Георгиевски, ако сакате кажете нешто за развојот на општина, за постигањата во овие 35 години слобода. Дебарска општина се наоѓа во западниот дел на Социјалистичка република Македонија и е претежно ридско-планинско, како и погранично подрачје. Со учество на сите народи и народности во Народно-ослободителната војна револуцијата од нашата општина, како национално мешано подрачје, таа со право го доби името на револуционерен и борбен крај. По ослободувањето во општината живеат 14.889 жители, во 1981 година 18.469, за да во 1981 година, односно после неодамнешниот попис, тој број се покачи на 20.778 жители, од кои 12.500 живеат во градот Дебар. Пред ослободувањето не постоеше ниту една производствена организација во општината. Над 80% од населението се занимаваше со примитивно земеделие, а преостанатиот дел со занечиство, трговија и печалбарство. Денес, во развиената стопанска активност, која се одвива во преку 22 работни организации, вработени се 2771 работни, или заедно со вработените во општествените дејности, вкупно вработени во општината се 3400 работници или секој седми жители. Поголеми организации на здружен труд во општината се индустријата за теписи Новост, комбинатот за гипс и гипсени префабрикати Радика, хидроелектраната Шпилје, земјоделскиот комбинат Прогрес, земјоделската задруга Нов живот, фабриката за пластична столарија Депласт, градежната организација Бетон, работната организација за сообраќај Шпилје Транс, здравствената установа Дебарски бањи и основната организација на здружен труд Братство. Општествениот сектор учествува со над 90% во формирањето на општествениот производ, кој во 1980 година изнесуваше 557.422.000 динари, а по глава на жител 25.059.000 динари. Вкупниот национален доход изнесува 474.987.000, а по глава на жител 20.502 динари. Местоположбата, климатските услови и природните убавини овозможуваат идеални услови за развој на планинскиот туризам со убавите планини, езерскиот туризам со прекрасното Дебарско езеро, како и на бањскиот туризам со надалеку прочените бањи во Косоврасте и во Бањиште, односно со нивната лековитост. За просперитетот на општината можно убедливо зборува и интензивната стамбена активност, како во општествениот, така и во индивидуалниот сектор. Таа е посебно засилена по катастрофалниот земјотрес што го погоди Дебар и подрачјето во 1967 година и од 2800 станови за само 10 години изградени се над 1200 нови станови со сите белези на една урбана средина, така да денеска бројот на становите во општината изнесува над 4000. Силниот подем на образованието е изразен со над 98% опфатеност на учениците кои подлежат на основно образование, односно над 4500 ученици распоредени се во преку 180 паралелки и наставата се изведува на јазиците на народите и народностите кои живеат во општината и на кои тие зборуваат. Исто така во градот работи гимназијата со над 800 ученици. Резултатите постигнати во обезбедувањето на здравствената заштита на населението се исто така неспоредливи во однос на она што било пред војната и одма после неја. Здравствената заштита денес ја обезбедува медицинскиот центар, во чиј склоп постојат повеќе оделенија, здравствени станици и пунктови распоредени во населените места од подрачјето. Како податок, како илустрација, додека пред 10 години смртноста кај доенчињата изнесуваше над 200 промили, минатата година таа е намалена на 80 промили со натамошна тенденција за уште натамошно намалување. Сите овие показатели што досега ги спомнав се своевидна илустрација за големите напори на работните луѓе и граѓани во нашата општина, што ги направиле и што ги чинат за натамошниот подем на општината, за нејзиното извлекување од редот на се уште неразвиените општини во републиката и нејзин натамошен просперитет. Во рамките на тие напори постигнати се солидни резултати и во изградбата на системот за општенаrodна одбрана во општината и во постојаното јакнење на нејзината одбранбена способност.
Во тој контекст, мощна, жива и содржајна е активноста на Советот за народна одбрана, пред се по прашањето за координирање и усогласување на политиката за развој на подготовките за одбрана и заштита, а во тие рамки и на подготовките и организацијата на цивилната заштита за незино ефикасно действување како во елементарни непогоди и други природни несреќи од поголеми размери, така и во спасување на луѓето и материјалните добра во случај на војна. Lënda e ndihmës parë dhe mbrojtja në këtë shkollë mbahet në gjuhën amnare, në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhën maqedonishte. Dodeka učenici nije ovaj čas që učime za veštačko dišenje. Veštačko dišenje je potrebno da se pružuva kaj tije lica koji što se onesveseni, ne raboti srceto i tije isto taka vo drugi slučajevi kako što je šok sostojba, koja što veštačko dišenje se pružuva na nekoliko načini. Veštačko dišenje se pružuva so način od usta na usta, usta vo nos i so pomoć na Holger Nilsenoviot način. Drugar Marken, ние дознахме доста за Дебарската општина, која е планинска и погранична општина. Меѓутоа, ако сакате нешто како началник на Општинскиот штаб за цивилна заштита, да не кажете нешто повеќе за единиците на цивилната заштита, вашите, за опфатеноста и обученоста на населението. На цивилната заштита како составен дел на општенародната одбрана, односно за нејзиното постојано организирање во секојдневниот живот и делување на работната заедница, местната заедница и пошироката општествена политичка заедница во нашата општина се дава повеќе важност. Во сите местни заедници на нашата општина со одлука на Совет на местните заедници формирани се единици за општа намена, кои во зависност од бројот на населението во местната заедница формирани се како екипи, оделенја, водови или чети. Нивна првенствена задача е да дадат перманентна заштита на луѓето и материјалните добра во местната заедница во случај на поголеми елементарни непогоди или други несреќи. Како специализирани и интервентни сили на ниво на општина формирани се 11 единици, чија обученост и опременост во сегашниот момент може да се оцени како задоволителна. Во изминатите неколку години тоа го покаже во повеќе наврати, а особено со нивно учество во одбележувањето на 20 јуни денот на цивилната заштита на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и во акциите сите во одбрана и заштита. Исто така, учеството на единиците за општа намена во местните заедници и во работните организации во акциите што пред малку ги спомнев е забележително со мноштво иницијативни решенија. Имајќи го предвид вкупниот број на граѓани распоредени во структурите на цивилната заштита и спроведувајќи го него со бројот на жителите во општината, произлегува дека учеството на граѓаните во цивилната заштита на општината се движи околу 10% од нејзиното вкупно население. Овој показател е од склад со утврдената политика и цели на развојот на цивилната заштита во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1985 година. Подготовките на населението за лична и взаемна заштита и кај нас е сметано како задача од перманентно значење во услови на една современа војна и во елементарни непогоди и други поголеми несреќи. Во овој основ на обука подлежат околу 8000 граѓани во општината, во заедница со Работничкиот универзитет, Организацијата на Црвениот крст и други општествени организации, со одреден дел на органи
Изведена е спомната обука, а нарочно со воноучилиштата младина, со која обуката се изведува според единствените програмски утврдени на основи. Општинскиот штаб за цивилна заштита развива и одредена соработка со организациите на Здружен труд, чија дејност е спасување на луѓе и материјалните добра, како и одржување на објекти од посебен интерес за цивилната заштита во општината. Раководичи се од документот мерки за спроведување и целите на развојот на цивилната заштита во општина за период од 1976 до 1985 година, собствено внимание се посветува на мерките на цивилната заштита, а особено на засомнувањето, спасувањето, првата медицинска помош, противпожарната заштита или РБХ заштита. Тоа секако овозможува паралелно поконкретно и поцелосно планирање на развојот на цивилната заштита за нареден период. Другари, го отварам овај состанок на местниот штаб за цивилна заштита од местната заедница Први реон Дебар и го предлагам доставениот дневен ред следен. Да се договориме околу празникот кој неколку дена не делат од тоа, едно. И втора точка, да квалитетно и успешно ја обавиме престојната акција која престои Свите во одбрана и заштита 81 година. Другарки и другари, ви го честитам денот на цивилната заштита на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 20 јуни. Мир! Штаб на местна заедница, рековте, Први реон Дебар. Ова местна заедница за успесите на цивилната заштита во
Минатава година, во годините што изминаа, е пофалувана, велат, една од подобрите во Републиката. Другиот командант, на што се должи тој успех? Успехот кој е постигнал овај штаб на местната заедница од први реон Дебар, во заедница со обврзниците за цивилна заштита кои постојат во први реон Дебар, во престојните акции Сите во одбрана и заштита 1979 и Сите во одбрана и заштита 80-та година покажаа висок степен на обученост и со тоа постигне добри резултати кои беа завидни приликом окарактерисање према другите равнање местни заедници, беше една од најубавите и како таква и тога доби заслужени признања од факторите на општинава Дебар, од Општинскиот штаб за цивилна заштита Дебар и другите фактори. Колку жители живеат на оваа местна заедница? На оваа местна заедница живеат околу 3500 жители. Колку се опфатени во лист? Опфатени се овде над 2000 жители, не рачунајќи само единицата униформисана, него сите граѓани, женски пол, старци изнемогли, управо не изнемогли, него кои можат да допринесат во тој цел, уште се може да се движат, опфатени се во акцијата за вршење одбрана и заштита. Ние присуствуваме на еден-два состанок, тука се униформисани припадници на цивилната заштита, членови на штабот, кои се овие што се така наречени цивилни? Овие што се униформисани овде, тие се сите членови на местниот штаб од први реон Дебар, меѓутоа, овие што се во цивилна одеќа, тие се свите фактори од општествено-политичките организации на реонот, кои ги имаат 7. Председателот на местната заедница од први реон Дебар е тука. Тука е и секретарот на основната организација на Сојуз на комунистите. Тука е председателот на резервните војни старешини. Значи, состаноците ги држите секој пат заедно со нив? Свите прашања кои се решаваат во оквир на местната заедница, по задачите од Советот на местната заедница, како еден од повисоките форуми кои руководи со тие задачи, се одржуваат сите тие состаноци во проширен состав со присуство на сите одговорни фактори на теренот од местната заедница од општествено-политичките организации. Другиот командант, уште едно прашање, на вашата територија работи и една организација на издржен труд. Каква е соработката на местната заедница со организацијата на издржен труд? Тачно е то, работит фабрика за пластична столарија Депласт, која е лоцирана на теренот од нашата местна заедница. Меѓутоа, соработката со неја е врло активна и редовно соработуваме. Така е докажано да акцијата кога ја спроведовме Сите во одбрана и заштита 80-та година, од посета од руководниците од Општинскиот штаб за цивилна заштита, со успех беше поврзана соработката и на теренот од местната заедница со таа работна организација. Во првиот реон во Дебар, во местната заедница, активно работат и резервните старешини. Вие сте член на активот. Кажете нешто за вашиот актив. Па видите, ја како председател на основната организација на резервните војни старешини први реон, можам да кажам дека ние сме организација една од најдобрите во нашата општина. Воедно соработуваме со сите структури во местната заедница, цивилната заштита, општенародната одбрана. Сите проблеми во нашата местна заедница заедно ги решаваме. Имаме голем допринос во СВОС 79-80. Исто така изготвиме програма за овогодишното учество на нашата основна организација на резервни војни старешини. Исто така може да речем дека нашата основна организација на резервни војни старешини ланска година доби признание за една од најдобрите во нашата општина. Резервните војни старешини се уклучени во сите активности. И они се команданти на
komandanti na ovoj štab, jedinici. na ovoj jedinici i во местото кај што живеат и во местото кај што работат. Исто така може да кажам дека нивната активност се манифестира во сите структури во нашето подрачје. Имаат голем допринос како резервни војни старешини, секогаш се активни на состаноци, на разни седмици во нашата месна заедница. Не само во цивилната заштита, туку во општествено-политичкиот живот. Да. Како се викате? Јагода Кузмановска. Гледаме, добро сте обучени. Користи ли нешто наученото во единицата ЦЗ во животот? Па секако дека користи. Ние во оваа единица се обучувавме претежно за прва помош и за пренесување на ранетите и нивен пренос. Секако тоа е многу значајно. Пред се, знаењата од прва помош користат во секојдневниот живот многу, а исто така и преносот на ранети, за кој ние се обучувавме претежно, е многу важен, бидејќи од тој пренос зависи животот на ранетиот и неговото навремено пристигнување. Во вежбите сите во одбрана и заштита сепак пренесувате здрав човек кој што е одбележан скршена нога, повредена глава. Стигнал некој пат во животот да помогнете на вистински повреден? Па јас во животот не сум имала можност да помогнам на некој многу тешко ранет, но секако сум имала прилики на некои така помалку ранети, така да кажам, да им помогнам, повредени. И тоа многу користеле. Овие знаење тука што ги применуваме, секако тука ми помогнале. Qënë Lulzime Pilku, kursin për mbrojtjen civile e kam mbaruar para 2 vitesh. Jam e aftësuar për ndihmën e parë. Jam vajzë e pamartuar. Nesër si nënë me fëmijë, jam e gatshme për me afruar ndihmën e parë në çdo rast, si e aftësuar në vendet lokale. Dhe si sot që të ndihmoj ndihmën e parë të lënduarit si në familjen, në bashkësinë lokale dhe në komshiun. Mbasi jam e aftësuar për ndihmën e shpejt në çdo kohë. Како председател на местната заедница, видовме присуствувате на сите состаноци на штабот на местната заедница, на штабот на територијалната одбрана. Заедно ги решавате проблемите. Би ни интересирало како е решено во местната заедница со заслоништата, со можностите на евакуација на населението? Јас како преседник на местната заедница, можам да тврдам да како нашата местна заедница е видена како најарна во општина и ние со тоа сме најарни ради тоа што ние како местна заедница имаме координација со сите општествено политички организации во нашиот регион. Ние никако не спроведуваме сами некои saстанци ако немаме заеднички јазик. И затоа ние за тие слоништа ми имаме само, пошто е нашата местна заедница естерицко-планинска. И ми имаме слоништа само природни. Тие можеме целото население да го таму евакуисаме за сегашно време, а ако има потреба, понатака ние и ќе
правиме напори да добиеме заступништва кои Да се преврат тие природни. се. Вие сте секретар на основна организација на Сојузот на комунистите во местна заедница Први район Дебар. Најпрвин, колку членови членуваат во вашата местна организација? Нашата местна организација на Први район, активни членови кои сега се, брои негде 39 членови, а вкупните членови на цела местна заедница вработени и во други работни организации и школи, негде брои преку 200 членови на Сојузот на комунистите. Дали често на состаноците ги поставувате и прашањето од одбраната, од заштитата, например, од цивилната заштита, колку пати говорите на состаноците на основна организација? Видите, во основната организација на Сојузот на комунистите на местната заедница Први район Дебар, во врска со цивилната заштита е доста расправано на состаноците. Основната организација до сега има и донесувано годишни програми, кои тие програми во тие програми е внесена и само заштитата на населението. Соработката околу штабот за цивилна заштита и основната организација на Сојузот на комунистите е на доста големо ниво. До сега на сите состаноци околу штабот кој ги одржавал, обавезно сме присуствувале и заеднички сме ги тие прашања разгледувале околу тие вежби, нарочито во последните години, сите во одбрана и заштита, кои 79 и 80 година и за празникот 20 јуни, денот на заштитата. Посебна соработка тука е на овие вежби е докажано со тие вежби кои членовите на Сојузот на комунистите се и носители на големите функции околу тие вежби, за кое им е доверено страна на штабот за поуспешни тие акции да се спроведат. Дали при приемот на нови членови војска водите сметка и колку се тие активни во одбраната, во цивилната заштита? За приемот на членовите војска ние имаме доста работено и многу ги разгледуваме тие прашања. Нарочито дали се тие активни во самозаштитата, младинската организација, местната заедница, тие за прием на еден член, ние бараме од сите структури мислење и мнение за еден член, дали може да членува во нашата основна организација. Тоа е првиот поступак кој ние и заеднички тоа сите раководства се состануваме за да извршиме еден прием на еден член во Сојузот на комунистите.